Od kade doaѓа смртта? Смртта е резултат на гревот. Во Библијата, 3 глава, односно од Битие 3 глава е запишано: а на човекот му рече, затоа што го послуша гласот на својата жена, да јадеш од дрвото за кое ти заповеда, велејќи, нема да јадеш од него, земјата ќе биде проклета поради тебе. Во мака ќе се храниш од неа сите денови на својот живот. Таа ќе ти раѓа трњ и троскот, а ти ќе јадеш полски растенија. Со пот на своето лице ќе јадеш леп, додека не се вратиш во земјата, зашто од неа беше земен. Прав си и во прав ќе се вратиш. Гревот е прекршување на Божиот морален закон. Гревот е беззаконие. Смртта е одделување на луѓето од својот Создател. Има телесна смрт, тоа е физичкото тело кое треба да се распадне. Има духовна смрт, тоа е непознавање на Бог, кога човекот греши затоа што не го познава Бог. И има вечна смрт, тоа е определена Божја казна за сите кои не веруваат во Исус. Кога човекот падна во грев, дојде и смртта. И затоа животот на земјата е краток, смртта е казна. Во книгата на Јов, 7 глава е запишано: моите денови поминаа побрзо од совалката за ткаење. Исчезнаа брзо без никаква надеж. Спомни си, мојот живот е само лесно ветре и моите очи не ќе ја видат веќе среќата. Овој живот е како здив. Се раѓаме, живееме и умираме. Кога се раѓаме, настанува радост, затоа што дошол човек на светот. Кога живееме, има проблеми, болести, искушенија, стравови, беди. Сите овие работи ни создаваат болка, мака на душата. А кога умираме, се разделуваме од овој свет и од најблиските. Тоа е кулминација на болката на човекот. Животот трае 70 кај послабите, а 80 кај појаките. Потоа настапува смрт. Смртта настапува и кај помлади, поради греф и болести. Животот на земјата е навистина краток. Затоа секоја личност ќе ја вкуси смртта. Библијата вели: кој жив не ќе ја види смртта. Псалм 89. Кој ќе ја запази душата од раката на подземјето? Смртта е неизбежна за секој човек. Некои се обидуваат да го продолжат векот со новата технологија, но не успева. Медицината сака да создаде такви клетки, каде што човекот нема да старее и нема да ја вкуси смртта. Но Библијата вели: како што на луѓето им е определено еднаш да умрат, а потоа суд. Евреите 9 глава 27 стих. Сепак разликата помеѓу верните и неверните е огромна. Смртта на христијаните е драгоцена во Божите очи. Во Псалм 116, 15 стих е запишано: скапоцена е во очите на Господ смртта на неговите свети. Зошто е драгоцена смртта на верните? Затоа што имаат вечен живот, сигурна надеж за вечен живот. Христијаните имаат совршен мир на смртниот ден. Во Исаија 57 глава, 1 и 2 стих е запишено: праведникот загинува и никој не го зема тоа при срце. Ги отстрануваат побожните луѓе и никој не сваќа. Да, поради злото отстранете праведникот. За да би влегол во мир, секој што оди по прав пат се одморува на своето легло. Да, христијаните имаат душевен мир. Тие се помирени со Бог преку Исус и не ги плаши совеста, зашто совеста им е чиста од гревови. Гревовите им се простени, а и совеста е очистена. Само Бог ја има власта над смртта. Во Јован 14 глава 19 стих е запишено: уште малку и светот веќе нема да ме гледа, а вие ќе ме гледате,
зашто јас живеам и вие ќе живеете. Секој што умира, треба да прифатиме дека тоа е според Божјата волја. Зошто? Затоа што Бог се знае и никој што умира, не умира без знаење на Бог. Врапчето не паѓа ако Бог не дозволи. Смртта на христијаните донесува прославување на Христос. Во делата на апостолите 7 глава, 59 стих е запишано: И фрлаа камења на Стефан, кој повикуваше велејќи: Господе Исусе, прими го мојот дух. Христос се прославува преку смртта, посебно ако некој издржи на патот христијански. Секоја смрт не е за прослава на Бог, туку само оние кои издржуваат, кои не се откажуваат од верата и кои не подлегнуваат на светските искушенија. Како резултат на тоа, Бог им дава вечен живот на сите верници, на оние кои се наново родени преку дух и вода. Во Римјаните 6 глава 23 стих тоа е запишано: Бог ги наградува оние кои веруваат. Вечниот живот не е човечка заслуга, туку Божи дар. Исус имаше на почетокот 70 ученици. Другите се повлекоа и останаа само 12. Исус им рече на нив: Ако сакате и вие одете си. А Петар му одговори: При кого ќе отидеме, само ти имаш зборови за вечен живот. Исус ќе го воскресне секој кој е мртов. Зборовите на Исус беа: И секој што верува во мене и да умре, ќе оживее. И тој денеска те прашува: веруваш ли во тоа? Прв е Христос, а потоа сите што се Христови. Секој ќе си го чуе своето име. Животот на небото ќе биде многу подобар од животот на земјата. Тоа е нормално. А Бог не приготви токму за ова, пишува апостол Павле, со тоа што ни го даде духот како залог. Така, бидејќи секој сме полни со верба и знаеме дека сме во телото, ние сме во туѓина далеко од Господа. Во небото христијаните ќе бидат прославени. Ќе имаат венец што нема да пропадне. Ќе седат со Христос од десната страна на Божиот престол. Дури ќе им бидат судии на оние кои не верувале во Евангелието. Таму нема да има болест, страв, смрт, робство, беда, сиромаштија, грев, туку вечна среќа, радост, мир и љубов. Смртта не е крај на личноста. Не сакаме, браќа, да останете во незнаење за умрените, за да не жалите како и другите кои немаат надеж. Зашто ако веруваме дека Исус умре и воскресна, така и умрените во Исус Бог ќе ги приведе со Него. Со смртта не престанува личноста да живее, туку ќе продолжи да размислува, креира и создава нови идеи со совршен капацитет, онаков каков што Бог ќе го даде. Затоа ние не знаеме колку долго ќе живееме на оваа земја. И Библијата предупредува на овие нешта и вели: слушајте сега вие кои велите денес или утре ќе одиме во овој или оној град, таму ќе останеме 1 година, ќе тргуваме и ќе спечалиме. Вие кои не знаете што ќе биде утре, зашто што е вашиот живот, вие сте парија која се јавува за миг, а потоа исчезнува. Секогаш треба да сме подготвени на оваа земја за смртниот час. Некој проповедник му рекол на еден пијан човек: покај се. Тој одговорил: дозволи ми уште оваа ноќ да се напијам, потоа ќе се покајам. Меѓувреме заѓенал и немал време да се покае. Затоа Библијата вели: сега е час, сега е мигот кога треба човекот да верува, да се покае и да се спаси. Бог ќе ја уништи за секогаш смртта. Библијата вели: видов ново небо и нова земја, зашто првото небо и првата земја поминаа и море немаше веќе. И ќе ја избрише секоја солза од нивните очи. Смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Смртта ќе трае до второто Христово доаѓање. Потоа ќе ја снема за секогаш. Слава ти, Исусе Христе. Амин.